Јагја Мезлер некогаш звучната инвестиција во Штип од надеж се претвори во работничка мртовечница. Од засега нејасни околности, за само 2 години во оваа фирма починале дури 11 вработени. Последната смрт таму се случи вчера на 58 годишната Ленче Владикова, ставајќи го во уста последниот залак. Па во овие 11 случаи веќе. Од кај Веста, бројки од кај Веста 11 случаи. Смртта на Ленче повторно ги депримира вработените, но го постави и клучното прашање: зошто во оваа фирма се умира толку често? Бои, хемикалии, со тоа се работи прашина многу, памуко што ствара прашина. Тоа е сулфур, состава на основите, тоа е. И се одразува на здравјето, и сега тие што се понежни со здравјето, може да предонесува нешто и од тоа. Нели? Ние предпоставуваме. Ние не знаеме за тоа си има инспекција, нека си дојде, нека си провере, нека си виде. А сега ние не сме тие да кажеме дали од химикалите, дали од болест. Некои од вработените починале само неколку дена по редовните систематски прегледи. Значи прегледуваат ги работниците, взимат таму крв, мокрача што треба, срце, притисок, се. Значи за 2-3 дена му се слушува колега, колешка, колегата веќе умира одма, колешката у Скопје, значи срцето, проблем со срцето, каков е тај систематски што не открие на работникот, нели здравствената состојба, значи тоа фактички ради реда само. Потврда за ова е и револтот од најблиските на вчера починатата работничка. Депримирани, но и револтирани, тие утринава беа во ТВ Стар да кажат дека условите за работа на Јагја Мезлер во некои оделенија се смртоносни. Денеска ја погребуваме мајка ми, утре кој знае кого, плачеше нејзината ќерка. Треба да ја затворат онда, ако е 10-та смрт, треба да се затвори тоа. Си поведе обвинителство инспекциите што се дешава, има си служби. Треба да си има контроли. Од Јагја Мезлер категорично ги отфрлаат овие тврдења, но соодветни аргументи досега не презентирале. Одговорен од фабриката вчера пласираше информации за идеални лабораториски услови за работа, но ние бараме тие услови да се видат. Поради вчерашниот смртен случај, денес во фабриката немаше никој, а ако не денес, објаснување за 11 смртни случаи очекуваме веќе утре, доколку менаџментот не се одлучи за бегство од соочување со јавноста. Досега од Јагја Мезлер ова многу пати го практикувале и секогаш успевале, исто како што никогаш докрај не ги исполнија тендерските услови под кои на браќата Каја им беше продадена некогашна ткачница. Но ако некој низ прсти им гледал што џабе купија имот, тогаш која е цената што некој им гледа низ прсти, а таму толку често се умира?